Господи Исусе Христе, ја озвучуваме оваа книга Гимназиум од Тихомир Стојановски, или како ја разложувавме умноста, издадена во Скопје, Македонија 2003, тогаш се викаше едицијата Лицеум. Денес се именува како едиција Свети Дух. Текстовите се објавени во лик во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна. Зошто го објавуваме ова? Затоа што тоа се некои моменти кои се уште трајат. Таа внатрешна забрана и цензура во Македонија за македонската култура, доказато е и енциклопедијата во Ману што се забрани, и сите македонисти, прашајте некој што се бави со Македонија, ќе видите, ќе ви кажат дека постои цензура, поминале низ таа голгота на цензурата. Еве, например, 17-18 години не можам да добијам книга од Министерството за култура. Оваа година конкурирав преку друг издавач, не преку Скрбиутека. Скрбиутека му се прекинати сите средства, се разбира, оваа година не конкурирав кај Љутков, кој инаку министер за култура, на кого му понудив да игра во Скрбиутека како студент. Не конкурирав на оваа година. Мислам дека помина времето да се троши. Доколку, например, постои некаква реална можност, укинати се и гостувањата во Пиринска, Егејска, во Албанија. Укинати се армакедонските слави на кои доаѓаа македонците од сите соседни земји. Најновото сега ми удрија забрана. Истиот народ од Пирин планина, после говорите што ги држе во Мосомиште, во Мелник, во Разлог, во Сандански. После сите тие снимања ми забрануваат да влезам во Македонија. Нели сме еден народ, зашто му забрануваш ако сме еден народ да влегувам таму? Во Македонија. Честит Панаѓур, Македонија. На денот на смртта на брата си се прочита во весникот. Беше сабота, 3 златец Божјо лето 1999. Не се работеше за вистинскиот датум. Денот беше поместен од Охридскиот патриарх Кир Јосиф и синодот од 21. Косар 1740. Слава ти, Господи се Христе. Во пастирската посланица пишува дека се преместува Панаѓурот. Само да направам еден знак. Панаѓурот. Оти е зимско време, петти коложек, и оти празникот на Свети Наум паѓа непосредно пред раѓањето на Спасителот наш Исус Христос. Марко Китевски, македонски народни празници и обичаи. На денот на брата си се прочита. Се работеше за Свети Климент и Свети Наум. Некој велат дека се работи за духовно братство, а некој дека на вистина се браќа. Заедно почнаа да ги градат манастирите. Секако Исус Христос вели која е мојата мајка, кои се моите браќа, кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец. Тој ми е брат, сестра и на мајка. Некој велат дека се работи за духовно братство. Заедно почнаа да ги градат манастирите. Приказната продолжува со гулаби и чавки. На Климентовата црква на јажето од камбаната застанале чавки. Звоното удрило и мајсторите престанале да работат. Него доизградиле кубето. На турците им било полесно да ја потурчат. Додека пак не на умовата црква слетале бели гулаби, дури откако манастирот бил готов. На 3 јули во Нова Македонија излезе вест дека новиот покровител на фестивалот Охридско лето е Светецот. Беше тоа Свети Климент, ученикот на Свети Кирил и Методија и брат на Свети Наум, основач на Охридската македонска книжевна школа, возобновениот Македонски универзитет во кој описмелен и пословил на 3500 ученици. Свети Климент, заштитник на градот Охрид, просветител, преведувач и учител, се разбира заштитник вистински Исус Христос. Секогаш кога над градот ќе се надвистеше некоја несреќа, се јавуваше духот на Свети Климент и го спасуваше од страдање. Се разбира духот на Свети Климент, духот, светиот дух, тој е тој. Овој пат тоа се случи баш на Свети Наум, беше 3 јули 1999. Фестивалот Охридско лето доби нов покровител. Председателот беше заменет со Светецот. Деполитизација на културата. Нејзиното просветување. Иако првичниот датум е врзан со преместување на Панаѓурот, веселбата, фестивалот во чест на Свети Наум, од зиме во лете,
во вистинскиот ден на смртта на светецот е 5 јануари во 3 јули. Сепак историјата се преповтори. Панаѓурот доби нов покровител. Фестивалот се деполитизира. Неколку учесници го откажаа настапувањето. Веста за покровителство на Свети Климент беше објавена на Свети Наум. Браќата повторно се сретнаа во македонската историја преку театарското општо познато сега и овде. Нам на кротките луѓе ни останува да видиме дека деполитизацијата на културата ќе биде навистина спроведена за сите забранети теми на македонскиот народ. Но за жал не е направена до денеска. Од древно македонскиот скарбизам до денеска, во името на светецот, во името на брат му и исцелителот Свети Наум, денеска велам во името на Господ Исус Христос. Во името на возобновениот Македонски универзитет, Охридската книжевна школа, помеѓу градбата на манастирите, Гулабите и Чавките. Оти духот на Свети Климент ги спасуваше охриѓање од страдања. Така мислат тие. Секогаш кога ќе се надвиснеше несреќа над македонскиот народ, само духот на Исус спасува. Видете, јас сум пишувал тогаш така. Јас се покајувам за тоа. Музика, инструмент за придружба. Прв том од речникот на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања 1979. Второто неизменето издание. Страничка 48 долу десно, четвртиот збор гледано од дното. Пеаните во чест на Аполон, за радост, болка, разделба, веселба и честит Панаѓур. Македонци мои. Видете, тоа сум го пишувал пред многу години. Значи од 99-та до 2001, пред 25 години. Свиркање и сликање. 75-та страна ја озвучуваме оваа книга. Дента кога ми го донесоа мечот, се водеше интерпелацијата. Во собранискиот клуб си седам и не ми е ниту до сликање, ниту до свиркање. Како влегов ќе ви раскажам некој пат, друг пат. Кој ме повика такуѓере. Можеше да дојде до неизбежната средба, ви велам, не ми беше ниту до свиркање, ниту до сликање. Си седам така во собранискиот клуб дента кога ми го донесоа мечот. Тој што си сликаше и си свиркаше денес си има фестивалче. Односно има фестивал кој го носи неговото именце. Фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Си сликаше и си свиркаше. Може ми му понудиле нешто кое не смел да го одбие. Или таков му бил табиетото. Нема војвода или чета која ја нема сликано. Тој што му недостасувал го цртал со моливчето. Погледнете го македонскиот албум на Гледстоун. Сите се таму, како во некоја картотека. Една фотографија одеше во четата, друга во Софискиот одсек на ВМРО, трета во Костур кај грчкиот владика. Четврта во Министерството за култура во Стамбол, во Константинопол. Потоа Министерството за култура стамболиското си ја вршеше работата меѓу Петровден и Митровден, или пак меѓу Митровден и Петровден. Го чистеше македонскиот народ од своите бунтовни линденци, од своите највоинствени синови. Може би господинот Манаки и немаше поинаков избор, или му беа понудиле нешто кое не сакаше да го одбие, како сопствен избор од македонските борби на почетокот на 20-тиот век, или пак се работеше за обична трговија од полза. Мамон, не можете да му служите на Бога и на мамона, би рекол Исус Христос. Не знам, нека истражуваат историчарите, на вистина не знам. Кои историчари? Па нели Ману ја повлече енциклопедијата. Каков Ману сте вие, бе, луѓе? Мана од небесата им фрлаше Господ Исус Христос на израелците во пустината, но сепак сите изгинаа во пустината. Знам само дека дента кога ми го донесоа царскиот меч се најдов во собраницкиот клуб и дека штото го започнуваше интерпелацијата. На едниот му забележуваа дека повторно во образованието ни го воведува Господ. Може би треба како израелците и муслиманите да се образуваме. Не. Исус вели духовно е образувањето.
а другиот дека во културата ни воведува неразчистени македонски борби од почетокот на 20-тиот век. Не ми беше ниту до сликање, ниту до свиркање, се работеше за обид да дојде до средба. Што се однесува до Господ, Хрисип Стојкот велеше се е таткото, се е синот, и белосветските учени ќе се сложат дека христијанството во голема мера се базира на стоичката филозофска школа која била присутна кај старите македонци. И тоа сум го напишал тогаш, но видите, христијанството, некои народи имале пророчки облици, бил припреман македонскиот народ да дојде словото, вистинското слово, живо слово на Господ Исус Христос, откако евреите ќе го распнат. Во Светото писмо во Новиот Стариот Завет се присутни македонците и не гледам причина веронауката да му пречи на образовниот систем. Македонија како Израел избран сад само се држи до своите традиции и како Израел поминува низ страдања, а некој треба да се покае за гревовите што Антиох Епифан ги направил врз израелците. Истото ни се случува 2000 години нам, но кој да се покае, кога тие си го тераат големата македонска заедница. Е практично македонски народна обредна култура, што се однесува до нарасчистените сметки. Македонските борби од почетокот на векот редно е веќе да се доразчистат, се разбира дозволувајќи секој да учествува во сценските Авгиеви македонски штали, како залог на слободата, некој треба да го исчисти сметот. И така мене не ми беше ниту до сликање, ниту до свиркање на денот на интерпелацијата, ми го донесува царскиот древен македонски меч искован по оригиналот, ископан на Вардарско риченце. Ми го донесе Бог да го прости, кан го од Кочани. Дека најдем мир во Царството Небесно. Еден ден ќе се собереме сите кај Господ Исус Христос. Еден ден. Се најдов во собранискиот клуб, откако ќе поминеме низ огнено езеро. Се најдов во собранискиот клуб, беше тоа пред премиера на некоја идна средба или обид да се дојде до истата. Милтон Манаки си сликаше и си свиркаше. Помагаше да се исчисти македонскиот народ од своите најверни синови. Трговија со фотографии меѓу Стамбол, Константинопол, Софија, грчкиот владика во Костур. Потоа следуваше поморот меѓу Митровден и Петровден. Како влегов ќе ви раскажам друг пат. Кој ме повика такуѓере. Се одложи најавуваната средба, потоа започна интерпелацијата. Се случи тоа дента кога ми донесоа копија од древниот македонски меч. Сите беа таму, како во некоја картотека. 78 страна ја озвучуваме оваа книга. Издадена пред 25 години. Односно пред 25 години пишувана. Аман веќе со тој за македонската врата. Аман веќе со тој Александар Македонски ми рече. Аман. Аман Амандатов македонецот Солун во Светото писмо запишан. Мирисаше на тазе кречено. Потоа издрумува низ ходникот и отиде на часот. Средба во ходникот на тој Федеу. На вистина мирисаше на кречено. На Федеу му се случуваат промените, те се примаат професори и асистенти под политички благослови. Се отвораат нови катедри и така натаму. Добро пишуваш, ама аман со тој веќе македонецот ми рече. Припаѓаше на таборот на славо македонците кои се во жестока војна до истребување кулкуноне со българските македонци. Напред, браќа, удрете едни на други за да докажете кој од вас е поголеми словени или българци од македонците. Замина низ ходничето кој мирисаше на боја. Не стигнав да му одговарам. Во чантата го носев тацит и неговите анали. Море тацитче. Таму пишува дека атинците одамна се исчезнати, а се спомнуваат некои си таму македонци. Тие македонци, таму пишува македонци. И македонци мои, ние навистина сме надвор од сите вери и клетви. Ако сме словени кои дошле и се нарекле по територијата Македонија, од кај знаеле како се вика територијата, се нарекле славо македонци, го игравме во една драма, олесни разреши прости. Тако тогаш грците имаат право да им го крадеме името, историјата и сонцето, и тоа е нивно, нели? Ние сме нивната Македонија. Како може тие да бидат и грци и македонци? Тие што се побегнати маџири од турците, тогаш постојат и грчки македонци.
и български македонци, и илирски македонци, и ние не треба да се лутиме кога не викаат славо македонци. Тогаш да го отврлиме она македонци, да си бидеме словени, да се обединиме со словаците и словенците, кои без друго се словени. И македонци мои тогаш не имаме проблем со идентитетот, со сите тие постмодерни, постмакедонски идентитети на македонството. Грчки, словенски, български, илирски македонци, цел куп македонци, цел буљук македонци, и ја имаме отворено вратата, портата за нашето последно распаѓање, да не речам Пандорината кутија на сатанизмот. Наспроти тоа, со еден слободен аристотеловски ум можете да повлечете следственост на еден македонски континуитет, постојаност од безмалку 3000 Божји години од Македон, синот на Зеус и тија до Републикава. Јас денеска тоа друго ќе ви го раскажам накратко. Препрочитувањето на политичката историја се случува, сум наредил тука некои луѓе, денеска не би ги ставил сите. Ги имаме Г. Гриновиќ, Генади Гриновиќ, Ришков и Русија, Р. Пешич, Б. Кљакиќ, Србија, Домазетовиќ, Црна Гора, Г. И. Кацаров, Богдан Богданов, Д. Костова, Бугарија, Константин Чулкас, Грција, Л. Ф. Пасов, Макс Фасмер, Ј. Фелмераер, Германија, и нашите преродбенеци, кои секој на свој начин, докаде што му е дозволено, ја бие својата битка, докаде што има сила. Доктор Наде Проева, доктор Ташко Белчев, доктор Ристо Ивановски, Васил Илјов, доктор Илија Чашуле. Го гледам и денеска. Се обидува. Ангелина Маркус, Симе Пандовски, доктор Лидија Славевска, Вангел Божиновски, Георги Котевски и другите, да не сум заборавил некого. Добро пишуваш, само аман со тој Александар, ми рече. Мирисаше на бојадисување. Во чантата ми остана тацит, пишува дека тинците се исчезнати. Абе, тациче, што си пишувал, бе, дете убо. Се отвораат нови катедри, се произведуваат професори. Куку, ноне и оп. Како викаше Тирили Рајрам Белешани. Се водат братоубиствени војни меѓу славо и българо-македонците. Дури и министерот за култура го гледаме на председателските митинзи. Митинзи кои војуваат за нашите гласови. А во факултетскиот ходник мирисаше на молерско. Човекот замина на право говор. Од чантата ми остана тацит. Ах, тој е Александар Македонецот. Што му требаше толку да се прославува. Слав. Идентитет кој трае безмалку 3000 Божји години, а што всушност авторот сакал да каже, нешто помеѓу славо и българо-македонците. Повеќе ми се допаѓа скалион на Олим како следственост и духовна височина. Само обид да ја затворам вратата, портата на нашето распаѓање, напред, браќа, удрете едни на други и лери. Денеска ви велам дека Македонија и Израел се двата сведока. Пишани се во Светото писмо. И не можат да се избришат. И ова сатанска стратегија на постојани војни во Израел и во Македонија е сатанско да се избришат, и сатаната кој кратко време го владее овој свет, е паднат на земјата, има малку време, го подсетува тоа на Таткото Небесен, на Господ Исус Христос, и го нервира и сака да ги избрише, но тоа се безуспешни јалови обиди. 81 страна баш и бозуци и рецкари на историски лаги. Ја озвучуваме оваа книга за слава Исусова. Беше се здушил така од некаква скрб. Благочестивиот, христолюбивиот, македонскиот цар Стефан Душан. Нешто го задушуваше, душа. Ја подистави раката од себе кон реката, клекнат под мостот. Тече Вардаро, Вардаре. Реко, од Хомера, само од неговиот запис, широкострујниот акции, минаа 3500 Божји години, а ти си течеш. Душан силното ја брцна раката во водата, нацрпи од реката во дланките, се плисна по лицето. Издиша. Душане, брате мили, што се скрбиш како некој последник на македонската гибел? Еј, Душане, цару, каде ти е силата?
Така е тоа, македонци мојер, македонските слави за фатија. Беше 21. Косар 1349, отидов во Прага, едноставно ми дојде во душава да го минам Прагот. Во Прага, македонскиот Праг, со горниот датум следи текстот на Душановиот законник. Благоверна го, христолюбива го македонскога цара Стефана законник. Или Загребскиот ракопис, благочестива го христолюбивога македонскора цара Стефана, Душана силното. Сило моја македонска, доста со тие македонци. Нервирате го председателот Радев, забрана ми удри 1, 2, 1, 2, 3 на нош, 1 под мишка. Изводок од представата буде ги на ангелите академика Спарук Докурчев, кој го разреши македонскиот вопрос. Малку ще ја заврнеме реката Вардар и нема да тече од Бјалото, ќе тече кон Црното море. Го минав македонскиот Праг и се најдов во Прага. Се враќаме да го видам Душановиот законник. Истиот текст го имаат загребчаните и софијците во своите музеи. А ние имаме ли музеи? Македонци мои, не знам. Интересно, нам Душан силното ни го продаваат историците како српски цар. Сега гледав една емисија на телевизија, да му вика како српски ги прогласувате и Душан и Свети Сава. Тоа се христијани. Во 19. век е настанат српскиот народ. Сите тие се постмакедонски идентитети, сите наши соседи, додека неговиот закон ни го продаваат како српски цар, се враќаме, пишува нешто сосем друго. Првин стои македонскиот цар Стефан Душан, а потоа се наредени како некој балкански македонски ред, со оглед дека македонскиот полуостров 1903 се именувал како македонски, потоа е преименуван во балкански со декрет на султанот. Потоа се наредени, значи тој е македонски цар, сите српскога, болгарскога, унгарскога, далматинскога, арбанаскога, власкога, што покажува дека се тие македонски народи. Штета што не ги, тоа е тоа, што не ги запишале и илирите кукуноне. И тие да му се фатат на македонскиот ред. Штета. Го коронисаа на 16 тревен 1346 во Скопје со благослов на македонскиот Охридски архиепископ. Симе Пандовски, Бог да го прости, книга Македонија, земја со прастара култура, Битоа 1992. Симе дојде со 2 куфера книги, 3 од Канада. Се сретнавме покрај реката Вардар и беше учесник на тие македонски трибини, македонците од древнина до денеска, кои беа училиште за образование, од кој денеска сите голем број луѓе што пишуваат, од како замина тој први ред стрелјот, што би рекле, Белчев Ангелина, Васил Илјов, па тука се Вангел Симе Пандовски, Ѓорги Котевски, кој го ликвидира. Значи се враќаме на Душата, го коронисаа како македонски цар. Потоа историските балкански рецкари го направија Сербес. Се плисна со водата од древната река, погледна во мостот. Душановиот мост внатрешен оган, знаеше дека мостот го изградил Вистинијан, со него ги врзуваше врската со камениот мост. Ги врзуваше македонската трага. Васил Илјов видел во темелите на мостот, од тој, како што го нарекувал ни римски малтер. Јустинијаново право. Пазете, Јустинијан, Душановиот законник. Едното беше римско во наводници, не баре Рим се наоѓал во Македонија. Се разбира, се наоѓал на почетокот, потоа го преселија таму сатанистите. Другото беше српско право. Иако на законникот на Душан пишува македонскиот цар Стефан Душан. Рецкари се тоа нема што, македонци мои. Рецкари на историски лаги. Тие ги убедија нашиот јужен сосед дека се тие наследници на античка. Оние луѓе, што мислите? Ти го гледаш тој менталитет на трговци. Убаво вели Стефан Верковиќ, Хрват од Босна, дошол тука во Македонија, што му пишува во Хрватска на свештеникот дека вистински наследници на античката култура се македонските словени. И тој не знае како да ги именува. Рецкари на историски лаги, се враќаме, го душеше нешто во душата. Душан е синко мајчин.
тие чипчат, вјасаат силата. Биди силен македонецу, силен учителот на Диониса, деноносецот, доносителот на денот. Серб, турски збор значи слободен човек. Сервус, коин или латински значи слуга. Серб, оној кој работел со српот. Или серд, античко македонско племе на територијата на денешна Софија. Сердика, средец, средци. Најважното питание за македонските историски рецкари е кој е поголем македонец од македонците? Болгарскиот македонец? Грчкиот македонец? Славо македонецот? Или српскиот македонец? Или новорасплодените илирски македонци кои мислат дека со парите од дрогата ќе ја купат Македонија? Не можете да му служите на Бога и на мамона. Душан Силниот македонскиот цар се зами во светата македонска река, го погали каменот на мостот, знаеше дека го градеше неговиот предок Вистинијан, имаше жет токму за неа за вистината. Додека го славословосував текстот на МТ водеше емисијата Античките македонци, и таму се вели античките македонци се иселиле под притисок на словените. Олеле, или што ви рекле комуноси, бањам си га црвче у Кумановску бару. Трчи лажи. Беше слика на некаква бугарска книга за Самуил како бугарски цар. Видете што ни сервирале они. Родоморие, рецкари на историски лаги. Имаме ни еден камен на Мигине каде што вели стримонската тема наместо македонците ја пасат скитите. Но тоа е друга тема. Душан повторно ја здоби силата. Ја здобива силата. Едноставно не можат да се доуништат сите македонски траги, родоморци, рецкари на лази и други баши бозуци. Денеска, покрај сите состојби и случања, длабочината на таа духовна врска на македонската култура, она што Ребека Вес го нарекува културата во Македонија, не е технички трик знаење, туку е духовна поврзана со Таткото Небесен и неговиот Син, Господ Исус Христос. Бидете благословени, армакедонци мои, армакедонските слави за фатија, најдобро би било нашите соседи, постмакедонски идентитети, бугари, грци, срби, албанци, словени, да се покајат за сите погроми што ги правеле, убивајки се во братоубиствени војни македонците. Да ги отвориме границите и да живееме во силата, вистинската сила на Христовата љубов. Исус Христос е вистински единствен цар на македонците. Тој не запишал, тој не именувал, тој не создал, не има во живото слово кое не се брише и не се враќа празно. Од земјата до небесата. Амин, до Царството Божјо. Амин.